Носењето на адхок мерки во 5 до 12 и целосната неорганизираност на државата околу промената на личните документи, патните исправи и нивната важност почна сериозно да удира и врз работата на туристичките агенции. Моите статистики покажуваат дека споредено со овој период лани, годинава, аранжманите за престојните патувања и летувања на граѓаните бележат пат од над 30%, вели Бранко Карески, кој повеќе од 3 децении успешно води туристичка агенција. Голема несигурност има меѓу граѓаните, пошто не се знае ништо од денеска за утре, иако знаеме дека во минатиот период голем број од граѓани нели се сликаа, се фотографира за иза лични карти за пасоши, меѓутоа до последно и до денеска не се знае дали тие ќе ги добија пасошите, дека нема образци. Така. Голем е проблемот, значи неизвестноста и стравот како и дали воопшто ќе се реализираат веќе договорените аранжмани, особено за 8 март и Великден, го зголемуваат и револтот. Ако не појдат тие патници 30%, тогаш ние треба аранжманите кои да ги откажеме, кои да плаќаме пенали, ако ги откажеме, пошто ние за голем дел од аранжманите за 8 март авансираме. Значи немаш ти да ти чека до последно некој, ни еден хотел не чека. Ако важа барем за соседство во личниве карти, тоа ќе ни се подобри малку ситуацијата. Меѓутоа, никој не може да каже. До ден денес, еден кажува така, друг кажува така, значи не можеме со сигурност да знаеме. И почекуваме. Од туристичките агенции убедени се дека ниту една земја во светот како туристичка дестинација не би им направила проблем на македонските граѓани доколку патуваат со важечки патни исправи, а на кои ја нема додавката од новото име на државата. Затоа тие бараат државата Македонија подитно да најде начин и на своите граѓани да им обезбеди легален престој во земјите во кои патуваат со веќе постоечките лични документи, барем додека тие си имаат важност.